Ние сме назад во студиото и одиме со темата која што ја најавивме на самиот почеток, односно компанијата, фабриката Југохром, која што повторно беше ставена во фокусот на јавноста по тврдењата на активистите Екогерила дека всушност добивале закани и обид за подкуп доколку сакале да зборуваат за проблемот и на оваа тема. Фабриката која што се очекува да стартува со работа, меѓутоа со претходно поставени филтри како услов и за добивање на еколошката дозвола. А со мене во студиото веќе се и моите гости. Господинот Кочан Ѓушев, вице-премиер за економски прашања. Добар ден. Господинот Илијази Илјази, електроинженер, кој што всушност како што ми најавивте подобар познавач на оние филтри и оние сите процедури кои што се за зачувување на животната средина кои што треба да се запазат кај Југохром, и активистот Аријант Џафери од Екогерила, кој што беше активистот што всушност соопшти за заканите. Добро дојдовте, господа, и меѓутоа пред да почнеме со разговорот, да напоменам дека во студиото го поканивме и директорот на Југохром, кој што господинот Скендеровски, кој што од оправдани причини не можеше да присуствува, но успеавме да добиеме изјава од него во која што тој зборува и за најавеното отварање, меѓутоа и конкретно ги коментира вашите тврдења за заканите. Предлагам тука да го погледнеме прилогот, па ќе се вратиме во студиото со разговорот. Југохром ќе се рестартира на крајот на годината со вградени филтри за пречистување на воздухот, тврди за 1ТВ првиот човек на компанијата Васко Скендеровски. Обвинувањата на движењето Екогерила дека добивале закани и финансиски понуди со цел повеќе да не реагираат околу евентуалното стартување на Југохром без да бидат доградени филтрите за пречистување на воздухот, ги оценува за несериозни. Бара имиња на подкупувачите и постапки, во спротивно смета дека екологистите имаат други сценарија. Јас со Екогерила, значи под полна морална одговорност, кажувам дека последната средба сме имале некаде пред 3,5 години. На наше инсистирање, таа средба беше во еден тетовски ресторан. Јас во принцип не сакам да коментирам такви небулози, можеби смешни изјави, но едно ќе кажам, а тоа е дека силно ги охрабрувам да кажат кои се тие луѓе кои што на нив им се заканувале. Слободно нека ги кажат со полно име и презиме. Има институции кои што тој проблем можат веднаш да го решат. Сега, ако не ги кажат имињата во продолжение, да речеме, во наредниот период, тогаш има две сценарија. Едното е или успеале заканите и уцените од тие луѓе, или сосема некој друго сценарио прават Екогерила, кој што оди во некој нивни трети интерес. Скендеровски тврди дека во изјавата Екогерила се ставаат над институциите. Затоа велам смешни изјави, затоа што они велат дека и покрај тоа ако Југохром постави филтри, ние нема да дозволиме Југохром да работи без наша меѓународна експертиза. Се стават во таа ситуација над институциите во државата, значи над над владата, над премиерот и вице-премиерот кој што имавме извонредна соработка околу договарањето за помошта со Југохром, над Министерството за животна средина. Тој е категоричен дека се оди според планот и дека додека е начело на компанијата, Југохром нема да проработи без поставени филтри. Ќе се обратам до сите граѓани на Тетово, до сите граѓани на околните села, до работниците на фабриката Југохром, до нашиот собственик, додека сум јас на ова раководно место, односно генерален директор на Југохром, Југохром Алзар нема да работи без филтри. Една моја, би рекол, реална прогноза е дека Југохром до нова година ќе биде комплетно, зборам за печките 7 и 8, завршен со системот за отпрашување. Скендеровски е свесен дека ќе имаат сериозни проблеми со кадар на есен кога ќе почне враќањето на работниците, бидејќи дел веќе се иселиле во потрага по парче леп, а таквиот кадар е дефицитарен во земјава. Инаку печките на Југохром се изгасија во ноември 2016 година после неколку неуспешни ветувања на раководството дека ќе постави филтри, како и прогледувања низ прсти и пролонгирање на рокови од претходната власт. По неколку месеци беа отпуштени околу 600 вработени во компанијата, но со надеж и ветување дека пак ќе се вратат. Лани во октомври, Југохром, синдикатот и владата подпиша и меморандум со рокови кога се ќе се спроведа, а лично вице-премиерот Ѓушев се заложи дека ќе помогне да се рестартира комбинатот кој живот значи и за Полошкиот регион и за целата економија. Според владата и компанијата се оди по планот кој предвидува до крајот на годинава печките на Југохром пак да проработат, но со вградени филтри за пречистување на воздухот, односно со интегрирана еколошка дозвола. Екологистите пак се скептици, тврдат дека некој нешто мати зад нивниот грб. Децидни се дека нема да паднат на ничии манипулации.
Така, тоа беа деталите и изјавата на директорот која што ја слушнавте. И претпоставувам дека би било добро да почнеме со оно што е последно актуелно, заканите кои што вие реагиравте дека ги добивате. Зашто сметате дека се тие закани? Што е она што некој не сака вие да го соопштите на јавноста за да се обиде да ве замолчи? Па како прво, заканите, значи, дојдоа во време кога и, како и господинот Анџушев кажа во одговорницата во парламентот, во време кога цената на феросилициумот е покачена на $1.500 за тон, така ли беше? Значи, во овој момент, значи, оние сакаат да го користат овој момент, да фаќат нешто од пазарот и да продават што повеќе од тоа што може. Затоа им се брза да го отварат југохром без филтри, додека, значи, на друга страна ќе играат игранки дека еве ставаме филтри, донеле некои метални конструкции таму, за кои ни вие новинарите, значи ни другите новинари не им беше дозволен пристап да ги видат што е, како е. Значи, барем од некои национални телевизии така се јавуваше дека немале пристап. И, значи, во овој момент ние сметаме дека тие сакаат да го користат тој момент на покачувањето на цената за да придобиват што повеќе е можно. Заканите, сега сакам да му одговарам на господинот Скендеровски, кој смета дека не сме сериозни околу заканите и бара имиња. Имињата се пријавени во Тетовската полиција. Значи, минатиот петок во 2:15 часот сум бил таму и сум пријавил се што се случило. Тоа од менаџерските позиции во Југохром, од власта, од други здруженија? Заканите дојдоа преку анонимен телефонски повик, кој нудеше голема сума пари, за која не смеам да соопштам. Значи, така ми беше наречено, кажано во полицијата, пошто вршат истраги барања. И другите, значи, понуди ми беа пренесени лично од мои луѓе кои ги познавам. Луѓе кои кажуваат дека имат еден другар кој има некој другар кој го знае некој Доне у Југохром. Тоа име се спомнуваше Доне у Југохром. Значи, и тој Доне од Југохром, за кого не знаем како ни се презива, дали му е тоа личното име или целото име, понудува неколку стотици илјади евра за да замолчам за 2 месеци доколку, значи, проработам нешто. Нормално дека таквите понуди ги одбивме веднаш и им порачавме на нарачителот, значи во овој случај тој Доне или не знам како е поврзан со Југохром, дека ова нема да помине, пошто тука не сме ние тие што одлучуваме дали не смееме ние да го продаваме здравјето на тетовските деца или на тетовчаните или на сите граѓани кои живеат во Тетово и во околината. Значи не смееме ние така да примиме подкуп за да замолчиме за нешто што ни кошташе многу. Би паднала во вода тогаш. Да. Господин Анџушев, ако смеам, пошто Скендеровски зборуваше и за средбата пред 3,5 години, на таа средба ни бараше примири од 3 месеци, му дадовме 6 месеци, пошто рече дека ќе ги стават филтрите до после 3 месеци. Значи тоа јавноста знае дека тие ги пробиле сите рокови, значи и 2015 може би порано. Оние ги пробиле сите рокови. Самиот Скендеровски рече дека до ноември 2016 година ако не ги исполнуваат условите, значи еколошките услови и стандарди, тие не заслужуваат да работат, значи во иднината. Тоа го кажа на емисија Јади Бурек на Јанко, на некоја национална телевизија, не знам на која беше точно. Така. Како и да е, значи тој и самиот прифати дека секогаш ги пробиле роковите и не знам за кои причини, како немаме пари, не ни даваат дозвола од општината, едно друга, тоа е негов проблем. Значи, ние како екогерила, како граѓанска организација, бараме само едно, законот да се почитува. Тоа е. Така, владата тврди дека филтри ќе бидат поставени пред да почне фабриката со работа. Предпоставувам не отстапувате од таа најава, меѓутоа дали барањата на активистите за меѓународна проценка на стандардите на тие филтри ги проценувате како нивно поставување над законот или пак легитимно барање? Значи, прво ви благодарам за поканата во емисијата. Сакам само да подвлечам дека тие кои што се обидуваат или мислат дека ќе проработат со Југохром без да ги задоволат еколошките стандарди, односно без да има поставено филтри, си прават сметка без крчмар, што би рекол јас, и таа работа, значи, апсолутно нема и не може да се случи. Тие може и да подкупуваат невладени организации, да се закануваат, јас не знам тоа што се случувало, еве они кажуваат, тоа е надвор нели од нашиот домен,
Ама тоа што сигурно можам да ви кажам, тоа не може да го направат со владата и не може да го направат со мене и не се ни обиделе да го направат. Ако го правеле или се обидувале порано тоа да го направат, кај мене не се ни обиделе, заради тоа што одма го знаат одговорот кој ќе биде. Одговорот ќе биде дека таквата работа не може да се случи. Тоа беше мојот прв одговор и тој одговор е конзистентен цело време и денеска истиот одговор. Значи, одговорот е немојте да одите да барате на кого да дадете подкуп. Тие пари кои што сакате да ги употребувате или сте ги употребувале за тие цели во минатото, јас не знам, не можам да тврдам, употребете ги да направите филтер и да го заштитите здравјето на граѓаните што се таму. Точно е, погодува сега ситуацијата, а тоа е дека цената на сите метали или легури, а поготово нели на феросилициумот, е високо на берзите, таа е околу $1.500 по тон. Производната цена сега моментално во Југохром веројатно е некаде околу 1100-1200, ако се земе во предвид дека тие може да произведат околу 3000 тони феросилициум само во двете печки, број 7 и 8, и мислам дека е добро да подвлечеме дека ние цело време зборуваме за пуштање во функција на печките 7 и 8, не за цел Југохром, бидејќи филтерот се прави за тие две печки, и излегува дека постои, значи, финансиска математика да фабриката се пушти во работа. Но тоа само уште повеќе кажува дека постои финансиска математика да сопственикот се инвестира во тие филтри. Дојдовме до една ситуација каде што сопственикот почна да инвестира во филтер, меѓутоа тој немаше финансиски потенцијал тоа да го заврши. Тој филтер по негови кажувања и договор ќе кошта некаде меѓу 4 и 4,5 милиона евра, од кои некаде околу 2,7 милиона евра е само челичната конструкција, додека останатиот дел од парите се потребни за опрема, значи вентилатори, филтри и све онатаму што е автоматика што е потребно во таквата филтер станица. Во таа смисла, ние како држава, бидејќи видовме дека има физибилност и бидејќи видовме дека неговиот имот не е заложен, значи на фабриката имотот не е заложен во ниедна банка, не е хипотекиран, рековме добро, затоа имаме Македонска банка за поддршка на развојот, нејзина функција е да се поддржува развојот, бидејќи гледаме дека моментално имаме една ситуација да имаме еден индустријски објект кој што не работи, да имаме луѓе кои што се невработени, а да имаме цена која што дава физибилност да тој објект работи. Тоа е добро за сите граѓани, но никако по цената на здравјето на луѓето. И затоа им рековме, они вршат континуирано притисок цела година, од почетокот беше тој притисок, меѓутоа сега сватија дека тоа е невозможно, така да и да се обиделе кај Екогерила и да успеале таму, еве гледам не успеале, они во владата сигурно немаше да успеат. Заради тоа што практично тоа нема цена, нема алтернатива. Кратко речено, ние им рековме, ве молиме, доколку покажете колку инвестиравте до сега, они покажаа колку инвестирале, за да се заврши процесот ви требаат уште 2,5 милиона евра, ние им рековме нема да ви ги дадеме сите 2,5 милиона евра, покажете ваши милион евра како инвестиција, во моментот кога ќе видиме дека ќе ги донесете вашите милион евра дополнителни средства, тогаш ние како банка за поддршка на развојот и како влада ќе размислиме да ви дадеме кредит од 1,5 милион евра, но тој кредит мора да биде обезбеден со имотот на Југохром и доколку тие не го вратат тој кредит, фабриката нормално ќе биде земена во корист на државата. И тоа е една ситуација која што не е тешка математиката, ако произведуваат 3000 тона месечно, а при тоа прават еве нека биде некоја минимална цена од 300-400 евра по тон, значи они би имале некаква нето заработка, односно бруто заработка која што понатаму треба да ја даночат и така натаму, од измеѓу 900.000 и 1.200.000 евра. Па видете, долари, извинете, кога имате вие фабрика која што може да прави бруто разлика од рециме, да кажеме, од прилика $1 милион, а при тоа треба да земат 1,5 милион евра кои што може да ги вратат со неколку месечно работење на фабриката, тоа мислам дека е жалосно и за државата, и за економијата, а пред се за вработените луѓе кои што таму останале без работа, тоа да не проработи. Владата е точно за тоа, да ги препознае таквите работи, да помогне на еден законски начин тоа да се реши, и ние тоа управо го направиме и секогаш ќе го правиме кога ќе препознаеме, значи дека има таква можност како што беше можноста со Фени. Сакам сите да ги потсетам. Пред неколку месеци имаше разни кажувања дека тоа не може да работи, ќе оди старо железо, се појавува некои господи од Бугарија кои што кажуваат дека треба со дисконт да им се продаде. Но веќе се променети состојбите за Фени, ќе разговараме кон крајот. Значи, кратко речено, значи се покажа капацитет, се покажа доследност дека може да се издржи на таквиот притисок
Еве сега истото го кажувам и за Југохром. Ќе издржиме на сите притисоци, кои што by the way сега веќе и ги нема. Мислам дека собственикот ја разбра состојбата, почна да ги инвестира своите милион евра, кога ќе ги изинвестира, ние ќе му помогнеме со дополнителен кредит кој што ќе биде строго наменски, значи за филтерот и она што сакам да го подвлечам и со мојата дискусија со тоа да завршам, дека нема, апсолутно нема да биде дозволено да работи ниеден индустријски капацитет во Република Македонија, а сега зборуваме конкретно за Југохром, без при тоа да се води сметка за здравјето на граѓаните. Да, економијата е важна, ама здравјето на граѓаните нема цена. Да, вие ова всушност е уредено со меморандумот кој што го потпишавте со фабриката и ние не отстапуваме од тоа. И тврдењата на владата се нели дека нема да стартува без филтри комбинатот, меѓутоа јас тоа го кажувам цело време, го повторувам цело време, конзистентно стојам на тој став и денеска ви го повторувам истото. Така, здравието пред профитот беше всушност слоган на владата, меѓутоа сега се чини дека Тетовскиот регион остана и без профит поради нели тоа што Југохром не работи, меѓутоа и без здравје поради тоа што загаденоста се уште не е намалена, односно Тетово е нели меѓу позагадените градови. Вие не завршувате со барањата за поставување на филтри, односно активистите вие кои што се занимавате со овој проблем. Од каде сомнежот и зошто барањето за нели меѓународна ревизија, односно проверка на стандардите? Ја малку на друг начин би се осврнул на ова прашање околу загадувањето. Значи, од 2016 година, втори месец, Министерството за екологија бараше наше мислење за еколошкиот елаборат за Југохром, за филтриве. И баш овде го носам копија од тоа мислење со подписи, официјално дадени и е укажено дека тој елаборат немаше никаква врска со заштита на животна околина. Тоа беше елаборат за флора, фауна околу Јегуновце и за можните загадувања при градење на филтри. Ја морам да го нагласим некои битни работи за загадувањето за Југохром, што малку се игра и со јавност околу тоа. Загадувањето од Југохром не е само исфрлувањето на прашина од оџациве со некое нормално работење со капацитет што над 15 години работело, тоа е околу 30 тона прашина дневно да се исфрда, со гранулации од 20 микрона па до 0,1 микрон, со некоја дисперзија на честици униформно, значи секој големина е приближно исто со загадувањето. Вториот дел, за тоа се поставуваат филтри, вречасти филтри, за да го задржат прашинава и со ваква технологија што е познато во светот, загадувањето од некој исфрлување на 30 тона ќе падне едно исфрлување до, ако идеално се работи со филтер, се одржува до некој 800 килограми на, значи од 30 тона до 800 килограми ќе падне. Прашањето што со загадувањето со гасови? Што со исфрлување на фактички допринос на пораст на емисија на CO2? Да, всушност нивоата на загадување други работи кои треба да се отварат тие проблеми. Во секој нормално, ние сме аспиранти за Европска унија, тоа е првиот корак во Европска унија за плаќање на пенали за CO2, емисија на CO2. Ние во Штуловиот универзитет 2009 почнавме со тоа за сманување на емисија и со некој план за 2020 да смалиме до 20%, ние сега 2017 сме смалиле 34%. Тоа се вика социјална корпоративна одговорност. Каде е социјалната корпоративна одговорност на вакви субјекти? Што рековте профитот или обртот од Југохром? Што видел Тетово од обртот на Југохром? Во времето виделе луѓе кога имаше 3-4 илјади вработени. Тоа што Југохром учествува со 0,7% во БДП-то од домашната економија, според вас не е... Сега, конкретно, ја не знам колку проценти, ја знаем дека приближно годишен обрт е околу 65 милиони до 70 милиони према производство на фероцин. Ја го гледам тонажава колку секоја година произведувало. Према тоа калкулираме. И би исправил уште нешто. Значи, 1000 евра, $1000 не е
цена на коштање на производство на феросилициум. Ние во времето кога сме работеле со 3-4 илјади вработени, ние сме работели и со цена на $650 на тон. Значи, цената на феросилициум во времето варираше од $450 па до 1300-400. Тоа варијација има. Така што сметате дека тоа може многу брзо да се промени, претпоставувам. Може да се промени, али не е цената на коштање на производство на феросилициум. Да бидеме прецизни во тој дел. Значи, видите, цената на коштање на феросилициумот е собирањето на рудата и преработката на рудата, која што у принцип ја има во природата во Македонија и ја носат добавувачи. Втората компонента во цената е работната рака и одржувањето на постројките, но најголемата компонента во цената на производството на феросилициум е електричната енергија. И вие тоа добро го знаете. И да, Југохром, кога имал 3000 вработени и кога произведувал феросилициум за $650 по тон, државата му давала електрична енергија по цена од $27. Договорена цена, која што веќе не постои. Сега електричната енергија е пазарна цена. Моменталната цена на електричната енергија која што може да се купи на годишно ниво е некаде околу 55-6 евра по мегават час, и кога ќе ја споредите таа цена од 27 евра по мегават час што ја добивале како повластена во Југохром во тој период, а тоа повеќе е неможно, бидејќи како Европска унија бара да се задоволат еколошките стандарди, така бара и да нема повластени цени на електрична енергија, пошто на крај пак тие граѓаните ги плаќаат. Тој мора да си купи електрична енергија на слободниот пазар и тука дилема нема. И кога ќе ја пресметате цената дека сега моментално е 55-6 евра, ќе видите, ќе дојдете до цена од околу $1000-1100 производна цена на феросилициумот. Јас, верувајте, сум човек кој што водел фабрики и многу внимателно сум пристапил на таа работа. И јас зборувам со некои 37 години искуство во производство. Така, али се согласувате дека ова во овој диапазон што го кажам? Што не се согласувате? Баш ме интересира. За 1 тон феросилициум треба 9 мегавати електрична енергија. 9 мегават часови. 9 мегават часови пута 50 евра е 450 евра. Али тоа е само струјата. Само струјата. Така е. Учеството на плативе на Југохром во сегашна состојба е испод 4,5%. Не. Јас знам, ја гледав калкулацијата, значи прецизно ви кажам. Но видете, не менува многу ова што вие го кажувате. Значи јас сум многу сигурен дека е точно ова што ви го зборам, но еве нека и така како што вие викате. Па тоа само отвара простор дека уште поголем профит има за да се направат филтри. Видете, ние не сакаме да навлеземе во профитот на стопанството. Стопанството работи за профит. И нека е со среќа, нека има што можно повеќе профит у сето тоа, ќе има повеќе можност за инвестиции. Тоа што вие го зборувате е само простор повеќе да се инвестира поквалитетно и ние што подсврсто да стоиме до тоа да они се изинвестираат све што треба да задоволат. Од моментот кога тие ќе задоволат, откако ќе ги платат своите трошоци, тогаш нека им ја со среќа целиот профит што ќе го направат. Зошто? Бидејќи има пак периоди кога цената паѓа, мора они некои пати загуби да покријат, така да кога е курентна цената, нека направат профит, тоа не е спорно. Ние не браниме да направат компаниите профит, тие за тоа работат. Не на штета на здравието на граѓаните, тоа го кажавме, нема дискусија. Кога сме веќе кај загадувањето, да го потенцирам, значи ние зборуваме сега за решение на загадување од прашина. Така. Ја прашувам што е со загадувањето со издувни гасови. Кој е проблем? Како може да се реши? Значи, технологиите, постоечките нови технологии за производство на феросилициум во светот земат во обзир и третман на гасови. Значи, ова технологија што сега се поставила, ние сме размислувале во 86-та година пред распадот на Југославија да се стави во Југохром. И оваа технологија очекувате конечно да биде поставена сега како услов нели за отварање за стартување? Видите, во ниедна нормална држава не може на друг начин да се произведува феросилициум. Само овде има еден баласт што носи Југохром. Значи, поставеноста на Југохром како фабрика од 34 хектара, огромна површина, со инсталирана снага од 116 мегавати, и што се манипулира со јавноста, пуштаме 50% производство, Југохром никош не работело повеќе од 60-70 мегавати. 80. Имам со детали, секоја година колку е производство. Ја разговарам со производство.
Јас ви кажувам дека инсталираната снага која што е постигнал Југохром е 80 мегавати, ви зборувам за до имаме една печка 48 мегавати, тоа е Elkem печка која е од понова генерација, мисли понова генерација за Југохром, тоа е 82 година е поставено. И од тогаш ништо не е променето со таа работа. Тоа е полуотворена печка. Пред тоа имаме Круп Демак печка од 24 мегавати. Е во состава од 73 година, ништо нема променето. И имаме уште една печка од 20 мегавати, карбидна печка. Тоа било, тука се произведувало порано 62 година карбид за огис, што денес и огис го има проблема со линдан и со... Значи, од таа генерација е. Тоа е ние во тоа време го преиначивме на производство на феросиличу. Имаме 6 мали печки кои нема ни рачун да се работа со нив. Тие се од пешине од 56 година. Како да се имплементираат новите технологии? Колкав товар може да биде тоа и финансиски, меѓутоа и временски? Ја може ова само да го кажам, бидејќи со ова работа доста долго се занимаваме. Значи, во Југославија, бивша Југославија имаше 4 производителя на феросиличу. Да речем, на ова бранша. Во Шибеник, Словенија и Електробос на Јајца и Југохром. Ако идеме денеска во Шибеник да го видиме фабрикава, не ќе може да го најдеме више. Дека тамо нема ни камен останато од фабрика, е една долина зеленило, паркче. Во Словенија не функционира фабриката многу одавна, нити мислат да почнат да работат. Во Електробос на Јајца, италијаниве веќе проект има, проектот е достапен и во интернет може да се види. Приближно 50 мегавати е, со 75 торица вработени, со една инвестиција од 13,5 милиони евра, комплетно поставување на фабрика, на 2800 метри квадратни. Југохром држи простор во Полог 34 хектара. Замислите тоа да биде меѓу гранична зона, да биде некој слободна зона за нови технологии, да се вработат некои 5-6 илјади вработени, што би допринос би имало за Полог и за Македонија. Да, всушност вработувањата и односно отпуштањето на вработените од Југохром беше еден од поголемите проблеми во Тетово, меѓутоа загадувањето според мерењата не опадна драстично, дури и бележеше поголеми нивоа кога не работеше. Никош не имаме бројки, може да разговараме. Конкретни да имаше податоци кои што тоа го тврдеа дека всушност загадувањето не е променето. Официјално од државна институција загадувањето го гледаме. Да. Така, драстично е опаднато. По затварањето на фени. Да. А освен тоа, како изгледаше Тетово со отпуштени толкав број на работници, семејства без никакви приходи? Може да како всушност целиот овој процес влијаеше врз тетовци? Може да разговараме околу тоа. Листава тука е, значи овие бројки се годишните просечно загадување за секоја година. И ако гледате тука од 2012, тоа е број на PM10 честички. Ова е PM10 честички. Значи само тие индикации ги следевме тука. Значи од 2012 до 2015 се движи од 152, 134, 146. 2016 Југохром не работеше 4 месеци. И значи отпадна од 97. А во 2017, кога Југохром не работеше ниту еден ден, значи просечното годишно загадување беше 61. Рековте изворот бројкиве е Министерство за животна средина. Значи ние не вршиме мерења. Ние не вршиме мерења, значи само користиме официјални податоци од Министерство за животна средина. Пошто рековте порано нема ни профит ни здравје, нема добро здравје, има подобро, но не е тоа што требаше да биде. Значи 2015 година деца од 0 до 6 години со респираторни болести 31.446 регистрирани од Институт за јавно здравје. 2016 да напоменеме уште еднаш Југохром не работеше 4 месеци, значи бројката падна на 25.607, додека 2017 кога не работеше Југохром ниту еден ден, оваа бројка на деца заболени од респираторни болести од возраст од 0 до 6 години, значи беше 18.578. Значи ова тука е подобро од 2015, се уште не е добра, одлична ќе беше 0, но тоа е утопија. Сега, сакам
малку да разговараме околу загрижувањето на Скендеровски за меѓународен мониторинг на процесот на вставање на филтри. Зошто е тоа ваше барање? Не им верувате на домашните институции кои што... Ние не им веруваме, како прво, например, да кажеме дека новинари немаат пристап да ги гледат, да ги видат тие метални конструкции. Овде извинете дека морам да ве поправам, бидејќи барем според она што директорот ни го најави кога бевме на средбата, кога ја снимавме изјавата со него, беше дека медиумите ќе бидат во текот на наредниот период поканети да обиколка во Југохром, така што тоа ќе се случи според најавите. Добро. Друго, значи над законот може да биде Југохром затоа што за РЕК Битола има покренато обвинение од страна на Министерството за внатрешни работи за значи загадувањето во Битола. Има покренато обвинение, за Југохром нема покренато обвинение, значи. И уште нешто, над законот е Југохром, пошто член 218 од кривичниот законник предвидува 4 до 10 години затвор за господинот Скендеровски и неговата клапа. Значи оние кои се виновни или кои се главни на некоја фабрика или компанија која загадува според кривичниот закон, треба да иде у затвор од 4 до 10 години. Но неговиот... Сега, уште нешто. Значи, зашто сме загрижени околу ова? Значи, ние сакаме да веруваме дека ќе биде се како што треба. Господинот Анџушев спомна дека таа работа нема да се случи. Ние сакаме да веруваме во тоа. Навистина цврсто сакаме да веруваме. А зашто не верувате на документите кои се подпишани и владата и синдикатот? Минатата година ние имавме средби со господинот Анџушев, господинот Дурако и господинот Заев во владата, каде што во подпишувањето на тој меморандум требаше и ние да бидеме како дел на подпишувачи. И ова беше информацијата пренесена од страна на канцеларијата на господинот Анџушев, подпишена од негова страна, каде што се бараше решение. Значи, во разговорите што ги имавме претходно, верувам не се заборавиле, баравте 25 до 30% да почне паралелно со поставување на филтри. Значи, нека почне, нема да се приметува, не е некоја голема разлика. Ова беше одговорот на кој цврсто се спротивставивме, значи дека не може да дозволиме Југохром да работи без филтра ниту еден момент, ниту една минута, поради тоа што... Ниту со редуцирана работа од 25%? Не, без филтри ништо. Значи, законот така предвидува, оние мора да го почитуваат законот. Уште нешто, во собранието пред 2-3 дена, господинот Заев, премиерот на државата, рече дека се исполнети стандардите на екогерила. Не се стандарди на екогерила тие, тоа е закон. Тие се законски одредби. Значи, тоа што ние го бараме, не е некоја наша желба, сакаме вака, сакаме така. Значи, законот така бара. Тие не смеат да работат без филтри. И одлично ќе беше ако законот и правдата функционираат и тие луѓе да бидат казнети за екоцидот кој што го нанеле на тетовчани, без разлика на кој јазик зборуваат или на што веруваат, пошто сите се жртви, и албанци, и македонци, и турци, и сите. Значи, за тоа да се плаќа одштета треба. Значи, тие треба да одговарат пред законот, а не вака да им се даваат рокови или да пак верувам дека долгот или парите што им се даваат од банката за развој ќе бидат вратени. Значи, ние како да ги частиме нив наместо да ги казниме. Јас верувам во важноста дека тие вработени треба да се вратат на работни места. Иако повеќето од нив, според информации кои ги пренесувме на владата пред една година во средбата, веќе најдоа друга работа, се зборуваше за листа од 71-72 лица, ако памтите точно, господин. Да, дел од нив можеби и се преселени, бидејќи тоа им беше пораката дека не им останува ништо без работа, освен преселување. Не, преселување има од селата поради тоа што не можат земјиштето да го користат за земјоделски цели. И земјиштето е, значи, целото поради загаденоста. Да. Значи, во европскиот пазар не смееме да продаваме дали домати, дали пиперки, дали што, значи, ако не се според нивни стандарди. Тоа земјиште, значи, ако е толку загадено, значи, не може да произведе... Значи, локалната инспекција им ги најде во тетовскиот пазар и ги уништи голем број на тие земјоделски производи поради тоа што има, не знам, големо како да кажам, имат метали, значи концентрација на метал, над дозволеното. Господин Анѓушев, сам околу вработените и кадрите, она што го спомна директорот е дека овие струки се дефицитарни во Македонија и со оглед на тоа што голем број веќе од вработените си нашле работни места или можеби се иселиле, на повидок е проблем за обезбедување на кадар.
така го нарече тоа директорот, претпоставувам дека и вие ќе се согласите, но колку и дали владата ќе партиципира во евентуално обучување или изнаоѓање на нов кадар за да можете да го стартувате Југохром? И второто прашање, доколку може да се надоврземе само на она што претходно го спомена активистите околу и доколку може да одговорите на првото прашање за вработувањето, колку владата ќе помогне околу тоа? Видите, да ги поставиме работите прво во еден нормален ред. Значи, загадувањето што го прави било кој индустријски објект е во повеќе сегменти. Да, јас се согласувам, покрај прашината, односно PM частичките, тука се издувни гасови, тука се и други, значи, ред на полуција, да речеме, на овој субстанции кои што се испуштаат во атмосферата. За сите тие постојат стандарди. Значи, и автомобилите испуштаат гасови, но постојат стандарди какви треба тие да бидат и колку може да бидат. Затоа има, нели, возила Еко 1, Еко 2 до Еко 6 и така натаму. И тие стандарди мора да бидат задоволени. Значи, одговорот према тоа е, ќе има, како што пишува на мајцата, нулта толеранција за исполнување на стандардите. И тука, јас не можам да прифатам дека владата постапила погрешно во некој дел, бидејќи владата конзистентно остана на тој став цело време. Како што гледате, никој не дозволи Југохром да стартува ни со 10, ни со 20, ни со 0%. А од каде произлегува тоа барањето? Извинете што само дозволете да завршам, ќе ми дозволите една минута. Секако. Значи би ве замолил. Јас сум среќен што во нашата држава постојат млади луѓе како господинот од Еко Герила, кои што ги пратат податоците и ние ги имаме истите податоци. И како што гледаме, да, PM частичките значително се намалуваат и влегуваат во некоја толерантна зона, ете тамо и со зелено напишано. Треба 35, значи, би било идеално да се нула. Меѓутоа, тоа значи дека треба живееме сите на Алпите за да бидат нула, а таа работа е невозможна, не се нула никаде, но треба да бидат во толерантните граници, а тие толерантни граници ако ги сведеме, како што господинот кој што е добар познавач на проблематиката кажа 50, значи тогаш во тој случај да ние сме постигнале целта. И јас мислам дека тоа ќе осведеме. И тоа пред се најмногу заради вториот слајд што го покажавте, заради респираторните заболувања на децата кои што немаат цена. И тука нема дилема, значи да ја затвориме таа работа. При тоа морам да кажам дека никој во оваа држава, вклучително ми и мене, вклучувајќи ми и мене и било кој не може да биде над законот и над институциите на системот. Нити Еко Герила, нити Кочо Анѓушев, нити било кој друг. Затоа си има институции, не можеме ние сега, замислете како ќе изгледа тоа, да не веруваме на ниедна институција у државата и за све да бараме меѓународни институции, па да ги растуриме нашите тогаш. Значи, не можеме, треба да растуриме државата, значи таа работа не бива. Затоа, јас само со едно ќе бидам согласен, апсолутно, и ќе бидам максимално поддржувачки према Еко Герила, као што сум цело време, а тоа е дека тогаш каде што државата ќе оди да испитува и каде што државата ќе оди да мониторира врз процесот, јас ги поканувам Еко Герила и било кој друг што е заинтересиран да присуствуваат на тоа. Меѓутоа, не може тие да се постават над институциите, нивното да биде валидно на институциите, но тоа, за да бидеме сите транспарентни, за да биде јасно што е направено, можеме сите заедно да го мониторираме. И во тој дел би сакал тоа тука да го завршам. Што се однесува до прашањето што вие го кажавте, видете. Како што кажа господинот, во некој период Југохром запослувал 3000 вработени. Па во некој период запослувал 1500, кога тој работел со сите печки. Она што јас го имав и го добив како податок, инсталираната снага која што е повлечена во Југохром била 80 до 82-3 мегавата максимална. Ви зборувам за некој период од пред 5-6 години, кога баш ги гледав податоците, затоа што сериозно го анализирав целиот овој случај. И тоа значи дека тогаш Југохром работел скоро со 100% искористување. Да не речам, не работеле тие печки што се најстари, малечки и непродуктивни. Сега ние не зборуваме за такво работење на Југохром. Ние сега зборуваме за половично работење на Југохром со 45 мегавата инсталирана снага само во две печки и тие две печки да бидат обезбедени со филтер станица кој што ќе ги задоволи меѓународните стандарди за таа намена. Од тука произлегува дека Југохром за да може да го направи тоа работење, апсолутно не му се потребни повеќе 1500 и 3000 вработени, него ние зборуваме за некои 3-400 вработени. Редуциран капацитет, бидејќи и капацитетот ќе биде редуциран и бројот на вработени ќе биде редуциран. Но Југохром со таквото работење
ќе произведе сериозен некаков приход во државата од некои 50 милиони евра, 60-70 милиони, ќе зависи сето тоа од нивната ефикасност, од цената на феросилициумот на меѓународните берзи, и тоа да прави сериозен импакт врз македонската економија, но тоа не е најбитно. Најбитно е што тие луѓе во околината на Југохром, да, би било добро и тие да се во емисијата, она што го кажуваат од Еко Герила и господинот кој што е стручен за делот на екологијата, јас тоа не го спорам, значи него имаат како согледување, а тоа е исто така нивното доаѓање, значи како представници на вработените, дека бараат ова да отпочне со работа. Никој не брани во нашата држава, напротив, ние стимулираме преку фондот за иновативност, еве имаме 260 проекти предложено. Македонија има доволно земја и за земјоделие, има доволно земја и да им се даде на младите луѓе да градат и индустријски капацитети и проекти. Немаме ние дефицит на земја во државата. Ние имаме у државата дефицит на идеи, имаме во државата дефицит на работна снага, имаме дефицит на поддршка на проектите. Ние управо тој дефицит се обидуваме да го надминеме. Иначе одговорот е да, дел од вработените кои што престанале да работат во крајот на 16-та година, ноември, кога фабриката престанала да работи, па тие не може да преживеат, до денеска сме јули 2018 година, ако немаат некаков приход. Дел од тие вработени некаде се презапослиле, дел нашли некаква алтернативна работа, меѓутоа дел од нив и не нашле. Тие сите сакаат да се вратат да си работат тоа што знаат да го работат. Па дали е решение тој што бил водач на печка, кој што е високо стручен кадар, денеска работи таксист. Да, тој се снашол, работи таксист. Ама тој сака да си работи, да си биде водач на печка, така? Имаме и полошо инженер што е на улица. Што е на улица. Али не па за него се бориме, господи. Али ние за него се бориме. Не од ова ситуација на Југохром, од претходната при трансформација на Југохром. А што да правиме? Не можеме ние историјата да ја вратиме 100 години назад. Инженери од Југохром. Господине, тие се на улица денес. Многу ме радува што ги кажувате истите аргументи што јас ги кажувам. Значи, ние за нив се бориме. Значи, не можеме да се бориме за сите 3000 кои што работеле пред 20 години. Некои од нив веќе не се меѓу нас, за жал. Некои од нив се иселиле од државата. Веќина се пензионирани. Некои се пензионирани. Ние се бориме за овие за кои што може да работат и кои што сакаат да работат. За нив се бориме. И ќе се избориме, ама ќе се избориме на начинот на кој што го кажуваме. Владата е таа која што треба да мисли како да најде вин-вин ситуација. Како да најде ситуација и да работат луѓето, и економијата да биде добра, ама да биде и да води грижа за... Мислам дека оваа влада прв пат застана цврсто на тој став, застана цврсто по сите прашања, не само по прашањето на Југохром, колку и да е критикувана, застана да не се трошат пари непотребно во Кичево Охрид, застана да се обнови Фени кога сите викаа дека треба да се поклони на некого таму. Застана сега Југохром не дозволи да работи покрај сите притисоци. Во право е господинот од Еко Герила. Да, првиот предлог на сопствениците беше дајте да работиме одреден процент, па ќе заработуваме, па умеѓу време ќе правиме филтри. Не. До денеска, како што гледате, Југохром не проработе. Да, тука голем придонес имаат и невладините здруженија, еколошките здруженија, и ние секогаш, како влада, ќе бидеме поддржувачки настроени према нив. Јас ви кажувам дека вие во владата секогаш ќе имате партнер за решавање на вашите проблеми и барања, ама владата мора да биде партнер и на граѓаните, владата мора да биде партнер и на економијата, владата мора да креира вин-вин ситуации во кои што во законски рамки ќе бидат задоволени сите услови да се развиваат сите области подеднакво. Тоа е работата на владата и капацитетот на заменик председател на владата одговорен за економија. Јас, тоа ми е работа да се грижам за тоа. Една кратка интервенција, ако може. Реплика и уште со едно прашање, толку има при крај сме. Немаме зашто да имаме реплики, пошто исто зборуваме, да. Додатно нешто, значи во собранието премиерот рече дека ако бараме состанок, ќе бидеме веднаш прифатени. Барањето беше испратено во понеделник во 10 часот, до ден денеска немаме одговор од кабинетот на премиерот. Овој понеделник сега? Да. Јас ќе ве замолам, само една работа ќе ве замолам. Премиерот затоа има своји заменици. Јас сум тој кој што во името на премиерот и како негов заменик
можам да разговарам со вас. Господине, ние баравме средба со премиерот и министерот за екологија, поради тоа што Југохром е како прво еколошки проблем, како второ е здравствен, како трето е социјален и на крај економски. Значи вие се заменик премиер за економски прашања. Навлегуваме во работата на владата. Владата се има премиер кој што мислам дека не треба да објаснуваме на пошироката јавност колку е зафатен во овој период и со какви прашања. Затоа премиерот во својот кабинет има заменици за економски прашања. Јас како заменик на премиерот за економски прашања, еве за пошироката јавност, а и за вас, ги покривам областите од економија, од финансии, од екологија, од транспорт и врски, од земјоделие. И сите институции кои што се поврзани со оваа проблематика. И одржливиот развој, така? И одржлив развој, се разбира. И сега, значи, во таа ситуација, еве јас ви одговарам промптно. Никогаш не сум избегнал дискусија, никогаш не сум избегнал да ве примам и ве охрабрувам. Дојдете, кога сакате ќе разговараме, али ставот на владата е ист како вашиот. Ние немаме спротиставени ставови. Ние имаме исти ставови. Ние ве поддржуваме во тоа што го работите на начин на кој што го работите. Тоа што не загрижува е зашто сакаат сега да не замолчат, зашто ни нудат подкуп. Значи тоа тоа е работа на институциите за внатрешни работи и обвинителство. Ја ве охрабрувам да истерате до крај таа работа. И ние како влада ќе ви помогнеме тоа да го направиме. Значи сите информации ги имаме, од пријавени случаи, пријавени случаи, веќе исход некако. Чудно е од каде излезе, значи барем последните 3 месеци ако Герила нема реагирано околу Југохром, пошто стоевме на тоа што стоевме и одеднаш дојдоа понуди, закани, уцени, едно друго. Тоа не чудеше нас зашто и од каде. Значи што планираат, што се игра. Јас ќе кажам кратко за целокупната јавност. Нашата држава била организирана на начин како била организирана до јуни 2017 година. Сите вие како граѓани сте сведоци како тоа било организирано. Знаете ли колку притисоци јас трпам почнувајќи од јуни 2017 година до денеска? Меѓутоа, тоа е работа на институциите. Вие сте го тоа пријавиле. Добро е што таа закана не доаѓа од никого од влада или од никого од политичка моќ и нема да дојде. Значи јас ви гарантирам дека со оваа влада нема никаков притисок да има према ниедна невладина организација или еколошка организација за да работите се доведат во ред, заради тоа што така влада функционира. Јас ве охрабрувам, и тоа ќе направиме све како влада за да ви помогнеме во тоа. Сите тие кои што добиле било каква идеја да ви се закануваат, да бидат разоткриени и соодветно казнети. Она што јас само ќе ви го кажам, па чак што ише и да успеале кај вас, јас ви гарантирам дека немало да успеат кај нас. Заради тоа што и кај нас се обидувале со разни такви предлози, не само во овој случај, во други случаи, и не успеале ни еднаш. Не гледајте што се случувало пред јуни 2017 година. Јас за тоа не сакам да одговарам, за тоа нека гледа целокупната македонска јавност. Така, и состема за крај едно кратко прашање, бидејќи со оглед на првичниот план, Југохром требаше да стартува со работа уште пролетва, меѓутоа тоа еве според најавите на директорот може да се случи дури и после Нова година. Вие очекувате ли да што поскоро да се изборите за таа вин-вин ситуација што зборувате и економската придобивка и вработени граѓани и чист воздух, и дали ова може да биде една успешна приказна еве како што беше Фени, како што можевме да слушнеме дека вчера всушност е пример за една ефикасна и успешна стечајна постапка? Видете дека се различни двата случаи, меѓутоа можеме ли да зборуваме за една иста победа? Така е, видите, значи ние сме среќни тоа да се случи ден поскоро. Ама тоа нема да се случи пред да бидат филтрите изградени. Кога ќе бидат изградени филтрите, зависи од тоа да собственикот си ги донесе средствата финансиски што се потребни до 1 милион евра. Понатаму владата, односно преку Македонската банка за поддршка на развојот ќе го даде кредитот при што ќе биде максимално обезбедена и после тоа, значи можам да кажам во кој временски период тоа ќе се случи, бидејќи зависи физички од имплементацијата на филтерот. Ако одат работите така како што одат сега, тоа би требало да биде сигурно до крајот на годината. Мене ми е жал што тоа не се случи до летово, заради тоа што ако они почнеа да го прават тоа кога ние се договоривме со они во октомври, ноември, тоа ќе се случеше до летово. Но самото тоа што не се случи, ви е доволен доказ дека владата ќе достои цврсто на и меморандумот што го направивме и на определбата дека нема да правиме компромис со здравјето и со животната средина на луѓето. И тука Екогерила и сите еколошки здруженија и сите невладини здруженија треба да бидат сигурни дека владата ќе биде партнер нивни во постигнувањето на таа цел. Ние заедно со нив имаме една единствена цел –
оние имаат целта за здрава животна средина, затоа се формирани, затоа постојат и ние во тоа ги поддржуваме. Ние имаме и други цели како влада покрај таа цел, а тоа е и луѓето да се запослени, и фабриките да работат, и економијата да оди, и ние мораме да најдеме вин-вин ситуација да сите работи истовремено бидат задоволени. Господа, доколку имате некакво дополнување за крај, само сосема накратко ќе ве молам, бидејќи сме при крај со времето, да. Постар, не верувам на победник. Никогаш не може два победника да бидат. Едниот ќе биде мислите дека едната страна ќе остане да виси? Губитник ќе биде затоа што Југохром пак ќе троши 210 тона ќумур дневно. А ние знаеме што значи потрошување на 210 тона ќумур. И никогаш не треба да правиме паралела со термоелектрана. Термоелектрана е друга работа, тој е општествен интерес. Таму мора да се произведува електрична енергија и некогаш правиме и во таа термоелектрана постојат филтри од почеток на формирање. Сега имат со издувни газови и уште смалување на емисии на прашина. Овде ќе останат и понатаму проблемите. Проблемот на прашина ќе падне. Сигурно ќе падне ако се постават филтриви и ако се одржуваат. Само со издувните газови ќе има проблеми. И натаму ќе имаме проблеми со дека нажалост Полошката котлина и Шарпланина со сите показатели околу 85% извори на води во Македонија. Ние во центар на изворот на водиве ставаме една индустрија што останала од 52 година, а во тоа време не се мислело за некои интереси на загадување. Нигде во светот во некои котлини не се поставуваат вакви фабрики више. Во Европа се покушава да се исфрлат вакви фабрики во некои заостанати земји, во источни земји. Ние ќе продолжиме за некои интереси. Сваќам дека е околу 35 до 38% трошак на струјата ќе биде битен елемент на тоа производство. Тоа значи 25 милиони евра ќе идат на струја секоја година. Плати ќе останат сепак некои 350.000 евра годишно. Месечно. Месечно. Некои 3 милиони нешто годишно. Од тие 65 милиони према некој статистика на производство, дека имаме прецизна статистика на извоз на феросилициум од Македонија од 85-та наваму, и знаеме дека само Југохром произведува тоа. Знаеме дека имаме 45 тона, 50 тона, имаме 73.000 тона феросилициум, најмногу произведено 80 и која година? 88 месечини. 3.000 тона месечно зборувате? Како? За кој период зборувате 3.000 тона? Ние кога зборуваме за феросилицу, за металургија, зборуваме за некои просечни вредности годишни. Ако викаме колку е годишно тогаш по вас? Производството. Производство е, еве имам за секоја година. Јас ќе ги кажам на памет, ама ај кажете вие. Ја ви кажувам 3.000 тона месечно. Даде, 70.000 тона е најголемото производство годишно. Така е кога работел со пол капацитет. Сега зборувам. Пол капацитет. Ја тврдам со секоја одговорност дека сум работел. Тој капацитет е пола капацитет од инсталирана снага во Југохром. Никогаш Југохром, ние сме работили 100 мегавати некогаш, сме пробале како инженери, што ќе стане. Али никогаш не работело повеќе од 60, 70, 80 може една недела да работело. Али ние кога зборуваме за просечна снага. Просечна снага на работење на Југохром секоја година се знае. Господин, извинете да не ве прекинувам, но мислам, пазете, прво тоа не е релевантно. Иначе ќе ви кажам точните податоци, ќе ви ги кажам. Точните податоци се Југохром произвел најмногу 7.000 тона месечно, 7.200 тона месечно, и тоа значи на годишно ниво помножете го со 11-12 месеци. Понатаму, јас ви кажувам за работа со редуциран капацитет, со 7 и 8 печка, со 45 мегавати инсталирана снага, тој ќе произведува околу 3.000 тона месечно. Што значи на годишно ниво тој ќе произведе некаде меѓу 30 и 35.000 тона. Зошто? Затоа што треба ремонт, треба да застане и така натаму. Тоа производство, еве докажу со од 88 61.900 тона. Па истото 89-та 57.000, 90-та 51 и понатаму, значи 30, 900-та 30.000, 93-та 20.000. 2013-та 72.000. Да не навлегуваме во конкретни 72.000 за кои што зборуваме. При крај со времето. Тоа е димензионираната снага кој може Југохром да произведува.
Не зборуваме за инсталиране. И ние ако зборуваме за пола капацитет од 115 на 60 мегавати, значи 100% на капацитетот што може Југохром да произведува. Нека покушат, мои колеги се тие, сите ги знам. Нека покушат, нека дојдат инженериве, нека кажат дека може да произведуваат 100.000 тона. Не се разбирам. Јас ви кажувам дека може да произведува 72.000 тона годишно и вие прочитавте дека произвел толку. Да. Тоа е со капацитетот со кој што максимално произведувал кога трошел 85 мегавати. Тоа е 60% од капацитетот на Југ. Ама толку максимално произвел и трошел 85 мегавати. Јас сега ви кажувам дека тој ќе работи со 3000 тона месечно или ќе произведува годишно меѓу 30 и 35.000 тона и ќе работи со 40 до 45 мегавата инсталирана снага. Дали се логични податоци што ги кажувам? Да. Тоа управо го кажувам. И за крај, господин Джафери, само уште еден краток коментар ќе ве молам, бидејќи спомнавме дека сме при крај. Само тоа сакав да кажам, значи тоа што господин Танџушев рече дека сме партнери во ова, значи ние сакаме, нема да бидеме сигурни, сакаме да се осигуруваме дека тоа ќе се случи и сме претрпеле големи притисоци од минатата власт и не сме се предавале, значи нема ни овој пат. Ниту сега да послекнете од новите притисоци. Иако не сметаме дека сме имале притисоци од владата, да видам, значи. Да, вие не знаете всушност од кого се. Пораките доаѓаат од Југохром. И тие треба да разбират, и јавноста и граѓаните, дека нема да се повлечеме и нула толеранција за убици. Значи тие се убици и уште еднаш член 218 кривичен законник затвор. Тоа. Така, да, ви благодарам за вашето гостување, господа, што прифативте да бидете дел од Студио 1. Ви благодарам и на вас. Фала и на вас за вакви теми што зборуваме. Се општествено важни теми кои што ги засегаат граѓаните и уште еднаш да ви благодарам што прифативте, а на паузата ќе ви ги поделам овие книги како подсетник за вашето гостување. Станува збор за еден политички трилер од нашата Санта Аргирова. А вие, почитувани, останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза следуваат вестите на 1 ТВ.